2004 година. Стапката на невработеност е 38%, а индустриското производство е во слободен пад. Председателот Борис Трајковски загинува во авионска несреќа под неразјаснети околности, а Бранко Црвенковски одбива да ги испрати специјалните сили да го бараат авионот, додека се уште председателот Трајковски се води за исчезнат. Иако претходно тоа го негира, Бранко Црвенковски се кандидира за председател, а изборите ги одбележаа малверзации, закани и нерегуларности. Стево Пендаровски, кој ја изврши задачата како председател на ДИК, е награден од Бранко Црвенковски. Олигарсите му подаруваат шаховска табла на политичкиот махер Црвенковски. Афера Брилијант, нов почеток на шверцот со нафта и нафтени деривати. Афери во фондот за здравство, милионски суми евра, наменети за лекови од позитивната листа, завршуваат во непознат правец. Афера со незаконски набавки на стентови на кардиологија. Скандалозна продажба на скопските пазари за смешни суми. Иако вредноста се проценуваше на над 27 милиони евра, тие се продадоа по вкупна цена од 150.000 евра, што представува попуст од 99%. Шпекулативни тендери и јавни набавки во РЕК Битола. Афера Пелинце. Спротивно на законот за јавни набавки, се потрошени 650.000 евра. Продажба во 4 очи на плоштадот Македонија за смешен износ од 25 евра за метар квадратен. Забелешки од Европската Унија за неефикасно судство и висока стапка на корупција. Земјоделците од Могила не ги добиваат ветените стимулации. СОНГ стапува во генерален штрајк поради изгазеното достоинство на просветните и културните работници. По одлуката за ликвидација, фабриката Сувенир Самоков е ставена под полициска опсада, а вработените се спречени да дојдат на протести во Скопје. Донесен е закон за територијална поделба, кој предизвикува револт кај населението. Следуваат притисоци и закани за време на референдумот против територијалната поделба, а СДСМ го бойкотира референдумот затоа што според нив некои прашања не заслужуваат одговор. Полицијата со шок бомби, гумени куршуми и солзавец го спречува мирниот протест на граѓаните на Струга против законот за територијална поделба. Директорот на ДБК, Зоран Верушевски, на вработените им се заканува со бесење и апсења, за да сведочат како што ќе им биде кажано против обвинетите во случајот Раштански Лозија. Македонија на скалата на корупција на Transparency International се наоѓа во историски најлошата позиција, 105-то место. БЦ, како председател на државата, започнува со злоупотреба на правото со помилување на лица уапсени и осудени за нелегално поседување оружје. Се појавуваат вооружени групи во Кондово, а полицијата нема пристап во селото. Странските инвестиции во Македонија изнесуваат 139 милиони долари. За споредба, во 2007 и 2008 година, странските инвестиции изнесуваат околу 1 милиарда долари. Надворешниот долг ја надминува бројката од 2 милиарди долари. – 2005 година. Стапката на невработеност изнесува 37,7%. Стопирана истрага за можен криминал во фирмите на Велија Рамковски. Подоцна, министер на СДСМ јавно го признава тоа. Нови афери во здравството. На клиниките нема неопходен медицински материјал, а аптеките се полупразни. Судството и понатаму неефикасно. Синот на Зоран Верушевски учествува во вооружена престрелка. Комисијата за борба против корупција е немоќна, додека јавното обвинителство селективно пристапува по иницијативите за гонење на криминалците. Суспендирани двајца раководители и тројца инспектори на Кумановската управа за јавни приходи поради сомневање дека помогнале во затајување на данок. Бучковски распродава државен имот по багателна цена. Овој човек на кумановски фирми
им продава 20 магазини со повеќе од 4000 метри квадратни за 11.000 евра. 73% од граѓаните сметаат дека владата е корумпирана. Советот на Европа објавува 0 резултати на македонската влада во борбата против корупцијата. Училишната настава се одвива во импровизирани услови и дотраени објекти. Образовните институции немаат компјутери. Урбаната мафија го обезличува Охрид. Министерството за култура ненаменски троши стотици илјади евра. На Сараевскиот аеродром уапсен е член на делегација на Министерството за здравство, баран од Интерпол поради стопански криминал. Повторно вооружена престрелка, во која е вмешан синот на Зоран Верушевски. Вработените на клиничкиот центар во Скопје стапуваат во штрајк. Министерот за здравство Владо Димов го оштетува буџетот со купување накид за министерките Илинка Митрева, Радмила Шекеринска, Мери Младеновска. Бранко Црвенковски е директно вмешан во продажбата на земјиштето на Рамстон по багателна цена од 25 евра за метар квадратен. Сделката е спроведена без тендер во непосредна спогодба. Се појави аферата швајцарски сметки на Бранко Црвенковски и на Хари Костов. Бучковски го распарчува армискиот имот. Продажба на ЕСМ наспроти протестите на граѓаните. Последиците од оваа приватизација се чувствуваат и денес. Афера Фабрика. Владата на СДСМ исплаќа огромни сумни државни пари на новинари кои треба да го подобрат јавното мислење преку фабрикување на прашања и на вести во медиумите. Надворешниот долг на земјата се приближува до 2,5 милиарди долари. В 2006 година стапката на невработеност изнесува 36%. Полицијата не успева да расветли ниту еден од 9 прилепски напади со бомби кашикари. 880 стоматолози остануваат без парите од Фондот за здравство. Кумот на министерот за здравство Владо Димов ја купува Бања Банско. Не се исплаќаат студентските стипендии. Со помош на фалсификувани решенија исчезнуваат 85.000 евра социјална помош. Без тендер и по символични цени масовно се продава државно градежно земјиште во 4 очи. Додека ММФ ја оценува состојбата во здравството како најлоша досега, Министерството за здравство купува нови луксузни автомобили. Мега скандал Бачио. Министерството за одбрана му исплаќа одштета од енормни 727.000 евра на овчарот Иснифарис Джемаили. 18.000 деца не се вклучени во образовниот систем, а над 1000 се на улица. Министерот за труд и социјална политика Стефче Акимовски останува глув на барањата на родителите на деца болни од церебрална парализа, а на синдикалниот лидер му вели дека работниците биле заштитени како бели мечки. Афери со Љупчо Палевски УПА и со Никола Николич ФИКОМ. Јавниот обвинител на СДСМ Александар Прчевски изјавува дека е последната будала што се нафаќа на оваа работа. В 2008 година Бранко Црвенковски од сите председатели во Европа е председател со најмал број посети на странски земји. Црвенковски го аболицира Зоран Заев за криминал во Струмица од 8 милиони евра. Председателот Бранко Црвенковски одбива да го потпише указот на законот за стечајците, со кој се решаваше проблемот на армијата отпуштени работници од државните компании за време на приватизацијата која тој ја спроведе. Бранко Црвенковски со народни пари финансира изработка на партиска стратегија Надеж, чија цел е рушење на легитимно избрана демократска влада. Ова е само мал дел од тоа што и се случуваше на Македонија во времето на Бранко Црвенковски. Последиците ги чувствуваме и ден денес. 20 години со Бранко Црвенковски. Заборави ако можеш.